Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Повеќето советници со согласност за цените на услугите на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Советот на Гостивар на денешната седница донесе одлуки за измени во планот за вработување во општината за годинава. По 3000 денари месечна стипендија ќе добиваат 10 млади талентирани спортисти од Гостивар. Мнозинството советници на денешната седница дадоа согласност на одлуката за цените на услугите на јавното предпријатие Тетово Транспорт, а неколкумина се побунија дека не се утврдени соодветно. Но кога ќе профункционира јавниот превоз се уште не се знае, бидејќи треба дополнителна систематизација на предпријатието. 20 денари ќе треба да платат граѓаните на Тетово за едно возење со градски автобус, а дополнително ќе има опции да се купи месечен, односно годишен билет, според категоријата која ќе чини различно. За студентите месечниот билет ќе биде 600, а годишниот 6000 денари, за пензионерите 350, односно 3500, а за вработените во општинските институции месечниот билет ќе биде 450, а годишниот 4500 денари. Лицата со инвалидитет ќе се возат бесплатно. Но кога ќе профункционира јавниот превоз се уште не се знае, бидејќи треба дополнителна систематизација на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Наредната седница да предложиме и финансиска план програма заедно со планот за работа, пошто значи буџетот не може да се предвиди ако ценовникот не е усвоен и не е официјален. Значи што се однесува до функционирањето на јавното предпријатие, следуваат, значи, со одлука на Совет треба општината да не ги предаде автобусите за користење, па потоа тие истите да се регистрираат, лиценцираат согласно Законот за безбедност во сообраќајот, согласно Законот за јавните предпријатија и потоа да придеме на операционализација и, значи, стојат технички и административни процедури со законски рокови кои што ние мора да ги почитуваме и потоа да придеме на реализација. Дел од советниците реагираа дека цените на месечните и годишните билети не се соодветно утврдени според категориите, а нема олеснување за социјално загрозените семејства и средношколците. Нашата реакција беше у тоа дека студентите треба да бидат приоритет и значи местата кај фамилијата кај што нема повеќе приходи од 250 евро или 300 евро месечно. Тука тие фамилии не беа ставени на група, да кажеме една нова група да беа ставени и студентите беа многу повисока цена од вработените што се во општина. Дополнително од опозицијата велат дека целата постапка околу јавниот превоз во градот трае долго, а најверојатно ќе се провлекува уште, бидејќи Тетово нема соодветна сообраќајна инфраструктура. Тек ќе имаме проблем со линиите, кои што ние сме ги гласали уште многу поодамна, значи уште од лани, претходната година, и тие беа несфатливи како требаше они големи автобуси да влегуваат низ некои по-тесни улички во Тетово. Тоа мора да се ревидираат и затоа мислам дека многу тешко и плюс не се отворени овие големи булевари. Пред советниците се најде обемен дневен ред кој покрај точките за јавниот превоз содржеше и точки од областа на образованието, урбанизмот и слично. Има можеби рекорд точки, 30 точки. 3 имавме дополнителни точки, 27 по дневниот ред. Инаку денешната седница беше 39-та по ред на овој советнички состав. Советот на Гостивар на денешната седница донесе одлуки за измени во планот за вработување во општината за годинава и за доделување на субвенции за спортски клубови и јавни предпријатија. По 2 милиони денари субвенции од општинскиот буџет на Гостивар за фудбалскиот и за кошаркарскиот клуб кои го носат името на градот. Одлуката за доделување ја донесе Советот на денешната 32 седница.
Ова беше единствената точка од дневниот ред за која советниците покренаа дискусија. Советникот Миртезан Селими, одговорницата реагираше дека клубовите имаат спонзори и инвеститори и не треба да се потпираат на финансиите од општината. Јас нема да ја поддржам ова одлука. Фудбалскиот клуб има друг доминантен собственик. На општината припаѓаат 49% од акциите. Ние не знаеме колку доминантиот акционер инвестира во клубот. Кошаркарскиот клуб има спонзори. Општината ете помага со користење на салата и слично. А за успесите клубовите се повикуваат само на спонзорите. Треба да има пропорционална распределба на субвенции, зашто на пример фудбалскиот клуб Форино не добил средства. На тоа му реплицираше неговата сопартијка Њомза Шакири, која рече дека општината сепак има обврска да ги помага клубовите и има предвидено програма за поддршка на спортот. Со коментар се јави и советникот од Демократски сили на ромите Кашмир Салиу, кој истакна дека ќе гласа за одлуката, но побара подетално да се разгледуваат ваквите точки. Кога се работи за вакво субвенционирање на клубовите, повише личиме на хуманитарна организација, која што сметам дека во иднина треба добро да се разгледуваат ваквите точки. Немам ништо против спортот, напротив треба да се спортува. Меѓутоа сакам во наредната минута да дадам една компарација, затоа што општината остана глува и нема на реализација на ресурсниот центар. Освен спортските клубови, субвенции добија и јавните предпријатија за паркинзи и зеленило 2,5 милиони денари и за стопанисување со спортски објекти Ринија 2 милиони денари. На денешната седница беа усвоени измени во годишниот план за вработување на општината. Причината за тоа, како што беше објаснето, биле осогласување со новините во делот на пензионирањето. Советниците усвоија и одлука за доделување помош на семејство кое претрпело штети од пожар. Откако граѓани кои живеат во населбите околу булеварот Индустријска преку протест укажаа на опасностите во сообраќајот во тој дел, од општината информираа дека ќе се заложат да ги исполнат нивните барања. На социјалните мрежи од општина Тетово објавија дека ќе се заложат за исполнување на барањата на граѓаните кои живеат во населбите околу булеварот Индустријска, кои преку протест укажаа на опасностите во сообраќајот во тој дел. Во објавата се вели дека вчера била одржана средба помеѓу градоначалничката Теута Арифи и представници на иницијативниот одбор на протестот, пошто општината се обврзала до утре да испрати барање до СВР Тетово за поставување на пречки на патот на 3 локации каде има пешачки премини. На патната оска на булеварот Индустријска, започнувајќи од кружниот тек со улицата Браќа Миладинови до кружниот тек со булеварот Илинденска. Веднаш по одобрувањето на барањето, општина Тетово ќе постави блокади на овој патен правец, со цел да се намали брзината на возилата на места обележани како пешачки премини, се вели во објавата. Од општината велат дека ќе се преиспита и одлуката за затворање на задната врата на основното училиште Кирил и Методи, на барање и оправдување на иницијативниот одбор дека затворањето на оваа врата ќе ги натера учениците да се движат повеќе, преминувајќи улици од тој дел од градот за да дојдат до училиштето, а за нив тоа ќе значи дополнителен ризик. Општина Тетово ќе разгледа и можноста за изградба на физичко раздвојување помеѓу двата патни правци на Индустријскиот булевар, со што ќе се спречи минување на пешаците на места кои не се обележани како такви премини. Инаку последната жртва во сообраќајна незгода, 6-годишно девојче пешак, беше повод жителите во понеделникот да се одлучат на протест преку кој побараа поголема безбедност во сообраќајот во овој дел од градот. Доктор Горан Кунгуловски од болницата Жан Митрев, во која беше детектиран британскиот сој на коронавирусот, денеска на пресконференција излезе со подетални информации. Докторот истакна дека откривањето на мутациите е важно заради стратегии на заштитата, вакцинацијата и сознание околу преносливоста на вирусот. Како и секој вирус, тоа им е работа на вирусите, постојано мутираат, бидејќи се делат за многу брзо време и со секоја делба или на неколку делби акумулираат мутации. До сега се детектирани илјадници мутации во коронавирусот
И најголем дел од нив се неутрални, немаат никаков ефект, некои го ослабнуваат вирусот и тој излегува од пулот на вируси, некои ги променуваат особеностите на вирусот. А добрата работа е, за разлика, например, од инфлуенца, од грип вирусите, овој вирус еволуира многу побавно. И тоа има големо влијание, например, врз дизајн на вакцини, бидејќи знаеме дека за инфлуенца треба сезонска вакцина. За овој вирус не знаеме, но најверојатно нема да има потреба од сезонска вакцина. И сега, да, убаво е да се детектираат мутации, да се следи постојаната еволуција на вирусот, бидејќи тоа има реперкуси и во формирање на стратегии, потенцијално и во ефектот на вакцините и во самата преносливост на вирусот. Сојузот на средношколци реагира на изјавите на министерката за образование Мила Царовска околу бојкотот на наставата на матурантите. Министерката шири дезинформации, дури 78% од матурантите бојкотираа настава, а тој процент ќе стигне и до 100. Изјави председателот на Сојузот Бленди Ходај, нагласувајќи дека се почести се притисоците врз учениците да се откажат од бојкотот. Среде пандемија, министерката придонесува и служи на инфодемијата, шири дезинформации и неточни информации. Вистината е ова, наставата ја бојкотира 78% од матурантите во земјата. Ако се чини малку, тоа ќе биде уште повеќе од толку, бидејќи од ни малку стана толку, а од толку ќе станат дури 100%. Ова ќе биде кога нема да погрешно информирате и нема да се заканувате. Односот професор-ученик се претвори во закана жртва, а односот професор-директор се претвори во жртва закана. Знаете дека имаше и закани дека ќе имате досега 20 неоправдани. Повеќе притисоци што гледаме има во Прилеп, има во медицинското средно училиште во Штип, помеѓу директорката и матурантите. И во Франција се случило истото со намалување на бројот на предметите. Додека министерката не е подготвена да ги слуша нашите барања, тогаш нема што да сретнаме и да дискутираме за тоа што нема да има плод и резултат состанокот со министерката. 52 казни за неносење маски, пронајдена марихуана, пронајдени пакувања тутун наменети за продажба, каснување од кучиња скитници. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 52 лица, 29 од Тетово и 23 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје нема нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 191 лице од Тетово и 130 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска околу 1 часот на улица Кеј Вардар во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 48 и 23 годишник, двајцата од Гостивар, затоа што при преглед кај нив била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Денеска околу 7 часот и 30 минути на стариот пат Скопје-Тетово, во близина на Тетовско Желино, полициски службеници лишиле од слобода 49 и 47 годишник од Скопско Љуботен, во чии возила со скопски регистарски ознаки биле пронајдени вкупно 90 пакувања тутун наменети за продажба. Тие биле задржани во полициска станица за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 10 минути на улица Иво Лола Рибар во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 37 годишникот Тетовски Требош, кој 10 минути пред тоа 25 годишен тетовец бил пријавен дека од возило со тетовски регистарски ознаки во кое 37 годишникот се превезувал со неговата сестра и со која бил во љубовна врска, извадил и му вперил пиштол. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 10 минути 25 годишникот Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска бил каснат од куче скитник. Исто така во 16 часот и 10 минути и 70 годишна жителка на Тетово пријавила дека на улица Јане Сандански била касната од куче скитник. Интензивирани активности за поголем ред и безбедност со паркирањето спроведе полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Вчера биле изречени над 50 мерки за непрописно паркирање.
Секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово во текот на вчерашниот ден ги интензивираше континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот пред се на улиците Илинденска и Маршал Тито во Тетово. При тоа биле изречени над 50 мерки за непрописно, односно погрешно паркирање. На прекршителите им се изготвени поднесоци и зависно од прекршокот ќе се соочат со парични глоби од 45 до 180 евра во денарска противредност. Покрај ова 9 возила се подигнати од Тетовската паек служба и пренесени на наменски определената локација од Тетовската локална самоуправа. Вчера исто така на улицата Видое Смилевски Бато во Тетово спроведена и локална контрола за брзина, во рамките на која биле откриени и санкционирани вкупно 8 возила кои ја пречекориле максимално дозволената брзина на оваа улица, а на која и во наредниот период предвидени се вакви или слични контроли. По 3000 денари месечна стипендија ќе добиваат 10 млади талентирани спортисти од Гостивар. Локалната самоуправа за прв пат годинава воведе ваков вид на поддршка за млади луѓе кои се занимаваат со спорт и имаат успешни резултати. 10 млади истакнати спортски таленти од Гостивар годинава ќе добиваат стипендии од општината во висина од 3000 денари месечно. Ваквиот вид на поддршка локалната самоуправа го воведува за прв пат, а целта е спортистите да се поттикнат и мотивираат за поголеми натамошни успеси. Одлуката за доделување на стипендиите беше изгласана на денешната седница на Советот на општина Гостивар. Советникот и карате ас Берат Јакупи образложи дека селекцијата на стипендистите била направена врз основа на претходно донесениот правилник. Ненекот прзевје и ке ми првшите џит. Со стипендиите се офатени сите активни спортови во Гостивар, а се внимаваше да бидат застапени сите националности. Имавме правилникот и според критериумите кои се наведени во него, не беше тешко да се избере кои спортисти ќе добијат поддршка за оваа година. Прв пат општината доделува ваква помош. Јас навистина се надевам дека во иднина ќе го зголемиме бројот на таленти што ќе добиваат стипендии. Гостивар има многу талентирани спортисти на кои им треба поддршка. Тие се амбасадори на градот и го представуваат во најдобро светло. Добитници на стипендии од општината годинава се младите таленти: Берка Шеини, Лука Серафимовски, Редон Сефули, Валентин Божиновски, Игли Хасани, Даим Мухареми, Амина Абдураими, Сара Премческа, Шпата Зизи и Ерион Незири. Меѓу овие стипендисти има спортисти и спортистки кои се занимаваат со ракомет, кошарка, скијање, фудбал, карате. Кошаркарскиот клуб Гостивар ја забележа четвртата победа поред откако на гостински терен во Битола го совлада лидерот на табелата Пелистер со 115 наспроти 111. Кошаркарите на Гостивар продолжуваат со одличните игри во првата кошаркарска лига на Македонија. Гостиварци ја забележаа четвртата победа поред, откако во заостанат надпреварот 6 коло го совладаа лидерот Пелистер на гостински терен со 115 спрема 111. Домашните имаа предност од 56 према 52 на полувремето, но клучниот период од надпреварот беше третата четвртина, која кошаркарите на Гостивар ја добија со 37 спрема 20. Во последниот период од надпреварот домашните се обидоа да анулираат предноста на гостиварци, но не успеаа во тоа, односно намалија само на 4 поени разлика. Најпрецизен на надпреварот беше кошаркарот на Гостивар Ивица Димчевски со 35 поени. Во таборот на гостиварци уште тројца кошаркари имаат двоцифрен ефект. Џоџо Вокер постигна 20 поени, Александар Костовски 17 и Джалоун Фрајде постигна 16 поени. Со оваа победа Гостивар се искачи на втората позиција на табелата со ефект од 7 победи и 3 порази, но и надпревар помалку од лидерот Пелистер. Следното коло Гостивар треба да му гостува на работнички во Скопје, но одигрувањето на овој надпревар е се уште неизвестно поради позитивни случаи на COVID-19 во редовите на скопскиот прволигаш.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.